Добро вечер во уште една епизода на подкаст Основано со мнение со мене Јанаке Митровски. Имаме четврт гостин од еден мини серијал нормално со прекини емитуван кој што е посветен на настаните од 27 април и со овој гостин вечерашен ќе го заокружиме овој серијал затоа што сметаме дека сме дали нели доволно време, простор, поддршка и на личен основ сме се обидувале јас и колегата Пешевски да дадеме, тој беше и бранител, да дадеме поддршка на овие луѓе. Велиме добро вечер за Вилијам Гајда Михајловски. Вилијам, добро вечер, ти благодарам што ја прифати поканата. Добро вечер, ти благодарам за поканата. Еве да ги поздравиме сите гледачи на вашиот подкаст. Ајде да почнеме од прекарот Гајда. Јас вчера во неврзан разговор со колегата Пешевски, кој што му беше бранител на Горан Ангелов Ќосето, мислам стварно 98 рочишта, тоа е, ќе збориме за тоа и понатаму, тоа е значи едно ненормално темпо. Всушност ми кажа дека ти си гајдаџија, што не сум го знаел од пора, најмалку околу тоа. Па ја целиот мој живот од мали нозе се занимавам со македонската народна музика изворно и свирам на гајда, зурла, кавал. Тоа го знае по широката јавност и сум бил доста популарен надвор и без 27-ми. Каде може да се слушне твоето свирење? YouTube канал? Има на YouTube канал. Како е YouTube каналот? Јас сакам лично да си го проверам. Вили Гајда. Вили Гајда. Да. Иначе Вилијам Михајловски е YouTube каналот, а Вили Гајда кој ќе напишеш ќе излезе таму. Имам соработувано со многу повеќе познати македонски странни имиња, со Сузана Спасовска, со Наум Петревски имам. Браво, ова е добро да се промовира затоа што си свесен дека во последно време ти си од Куманово, ако не се лажам, па таму па ептен сте на удар нели од Кичов, од Турбо Фолков, а македонскава народна и традиционална музика многу се запоставува, иако мене искрено ти кажам многу луѓе во Македонија кои кажат кафеана нив им е символ, знаеш, српско, турбо, за мене символ и за кафеана и убаво да си поминам за музика па и да се напиеме ми е баш онака староградска музика, најмногу ми пие вака ракија. Така е и претходно кога сум свирал, значи по свадби сум свирал и во доста ресторани, сум кажал на тие младоженците што ќе прават, јас свирам значи 90% македонска музика, кој ги одговара, нека ме покана да свирам, ако не. Ама не, види и например и српска музика, ако си го гледал Зона Замфирова, значи таму има прекрасна музика што е за разлика од нели Кичов кој што е за жал доминантен, така. Турбофолк не свирам, ни па сакам да ја разберам таа музика. Ако може да се разбере воопшто. Интересира. Сам кажа, убаво кажа, популарен и пред 27 април, но условно речено се популаризираше ти една група на 27 април со настаните упадот во собранието. Што прави Вилијам Михајловски на самиот ден на 27 април? Па на 27 април, како што знаете, нели предходно околу 70 дена протести кои протестираме против промена на уставот, на името, и донесување на законот за двојазичноста. И протестиравме 70 дена и тој ден, 27 април, сите гледавме на телевизија што се случуваше во собранието и нели како македонец осеќав должност дека треба да застанам во одбрана на македонскиот устав против промена на името и излегов на протестот пред собрание. И дојдовме пред собрание, не сме имале никаква умисла, значи ние бевме како секојдневно што идевме на протести и тој ден исто дојдовме пред собрание, таму не пречека како на гости, сочи ни отворија вратите, уште шведска маса фалеше унатре за да замезиме. И на крај излеговме ние најголемите виновници, терористи, нас не прогласија за терористи, а тие што не ги отворија вратите и што беа нели режисери на тоа сценарио, тие ги ослободија, добива и тендери. Точно. И не знам дека алудираш кај дојдеме до тоа, следно ми е прашано, беа ли организирани протестите?
од политичка партија, од организација, од група или спонтано се собиравте? Сега искрено, не е тој впечатокот, барем мој, не е мој да зборам за целокупната јавност, меѓутоа не ми е баш впечатокот дека така спонтано сте се собирали. Така, значи сите знаеме дека протестите за заедничка Македонија што беа организирани од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. А во однос на самиот упад во собрание, мене ме интересира што тебе лично ти се ставаше на товар како противправно действие за да те осудат 14 години затвор, што е прилично драконска казна. Сега да земам со пиштол, мислам, не, ајде да не преме компарации, не е, меѓутоа тоа е на ниво на убиство, значи кој беа твое противправно действие што ти се ставаше на товар дека ти си го превзел на самиот ден? Па мене онаа пијаницата Вилма ме обвинуваше дека сум предводел толпа народ. Маса народ сум собрал. Дека ти ги насочуваш? Сум собрал толпа народ и сум ја повел пред собрание и сум влегол во собрание. И на што јас... А насилен акт да удриш некој, да нападнеш, да... Ти се не дали е така, него дали ти се ставаше на товар? Ми се ставаше на товар, де ме го тепам на пратеникот, тогашниот пратеник Зиедин Села, доколку има докази дека го тепам јас пратеникот Зиедин Села, ќе ме ставија во групата со... Тоа сега да ти кажам, јас кој што знам, ти си за настаниве за овакво за терористичко загрозување на уставен поредок, а посебно ги судеа за обид за убиство. Исто ги осудија од 11 до 15 таму години, 10 по 15 години затвор. Да, во право си за ова, ако било тоа точно, зашто не ме ставија? Си требало да бидеш и во таа група, па ако не и во двете групи да се. А на снимка ме има пратеникот лежи како на растојание што сме јас и ти и вика го удриш и како можам јас сега да те докачам тебе таму. Се гледаат на снимка удари? Не, нема ништо, не се гледа. Ги пуштаат ја во собрание? Да, ги пушта снимките, викам како можам да го докачам, значи гледај далечина колку има 5 луѓе има пред мене, измеѓу мене и тогашниот пратеник. Како завршува настанот? Завршува настанот, ти го напушташ собранието? Да, од еднашка се најдов на некој спореден во некој гараж, ме изфрлио таму кога влегува нели специјалците. И не изфрлио, се најдов во гаража и излегов од позади собранието. Кога биваш у Апсе? Подоцна ве Апсе? После 6 месеци. Од дома те Апсе? Од дома, не сум се дал... Во 5 саат са бајле, така се? Во 4,5-5 са бајле 15. Специјалци влегува? Специјалци. Влегува и кај баба ми исто влегува постара жена, неподвижна. Зашто? Зашто се водам по лична карта, се водам на таа адреса, јас бев во куќата кај татко ми. Во тој момент и во исто време упаѓаат и кај баба ми и во куќата ми упаѓаат. И ме апсат. Одреден ти е притвор? Притвор, не се сослушувавме, ние, значи не сослушуваат тамо судиите, туку само 30 дена притвор, ајде во тие оклопни возила не носе. Што е за право? Тоа е генерален проблем во одредувањето притвор, не дека сте вие исклучок, меѓутоа претпоставам твој впечаток е таму дека било однапред одлучено дека ќе бидете во притвор. Се напишано. Тоа те исто како што ќе посветиме времената тоа судијата поротник тогашен Зоран Јовановски, што е сега директор на затворот. Е така. Пред некое време беше на... Да, кажа дека пресудата била напишана и барале да се потпиши. Потпиши. Види, после војна сите се генерали. Ако сакаш да бидеме... Да, го гледав тоа и тоа е скандалозно, меѓутоа, каде бил тогаш да рече Зоран Јовановски, видете, извинете, да ја алармира јавноста и да ќе алармира медиумите, да речете, видете, јас мене ми се даде пресуда, туку се согласил и гласал. Така да сега од оваа еквидистанца, јас не велам дека тоа не било така, но сметам дека и сноси одговорност зашто не реагирал на време. Сега, според мои сознанија, во тоа време ние дознаме дека тој нели си даде оставка од место поротник. Да, местото поротник и беше муабето дека му била донесена пресуда, пошто нели нашите луѓе адвокати бара да го изнесе тоа јавно да го каже. Нормално. Тој како кажал тоа време дека се плашал. Не се плашал, него кога ќе дојде време, тогаш ќе го каже. Спомна за мои сознанија. Одредени луѓе кои што беа привилегирани,
тоа целата македонска јавност имаше прилика да го види, така е, значи види не само што баш добија амнестија тие што пратеници што требаше, мислам беше скроена амнестијата како за нив и сега некој ако се прошлепа успат со нив да ќари, значи тој што отвори вратата беше Крсто Муковски, треба да се каже со име и со презиме, кој што години децении предходно ги уживаше сите благодети на власта на ВМРО ДПМН и беше најголем македонец за кога му згусти на него лично. Од него таа приказна треба да се изучува на правен факултет. Па после ги уживаше и благодетите на СДСМ. Апсолутно. Ги уживаше затоа што неговата фирма продолжи да добива тендери, затоа што приказната е следна. Кога дојде Зоран Заев на власт, со раката на срце се колнеше дека тој не се меша во судството, дека тоа се од сега натака ќе биде, дека претходно било заробено од ВМРО, но сега ќе биде независно и вие имате следнава состојба. Крсто Муковски заедно со Сашо Василевски и кој беше третиот подсетител? Љубен Арнаудов. Беа во притвор, па ги вадат од притвор, ги носат да гласаат за промена на имево, и види чудо утре денте им сукинува притворот. Или беше обратно, не знам, им сукина притворот па гласаа, меѓутоа констелацијата на односи е таа. Тоа без влијание на судството нормално е невозможно и потоа овие луѓе беа амнестирани со, нели, ако ја памтиш онаа легендарна реченица на Крсто Муковски, дека Крсто своето си го одлежа, мислам Крсто лежеше 1-2 месеца притвор за разлика од вас. Немаше ни 2 месеца. Да, ни 2 месеца не беше во притвор. Не на ситуација во судницата која се одвиваше, значи Кацарска дава. Извини што те прекинувам, памтија мислата, Крсто не ни дојде до судење фактички, за него не ни дојде. За пресудата не ни дојде до судење за него. Значи во сред судска постапка не беше докажано дека не бевме осудени, тие беа амнестирани. Тука прво тука беше прекршено нели правото. Во сред судска постапка ти како осомничен не може да те амнестира некој зашто не е докажано дека си виновен. Само аболиција се дава, да, и за тоа ќе зборниме. А кажи ми за ситуацијава во ситуација и дава Кацарска 1 час пауза, тоа може да го прашате и адвокатот Пешевски, тој присуствуваше тука беше и ги зима доаѓаат, значи кај нас на судење доаѓаше и Джеймс Бейли од Америчка амбасада, ги зима, ги носеа некаде и се враќаат после 3 часа на судење. И Кацарска, ќе ве казнам зашто касните нели од паузата. Глуме. Крсто стана им и кажа, казнете ги тие што не однесоа. И така да на Кацарска и затвори устата моментално. Дека не може. Како се одвиваше судењето од твоја перспектива? Значи сега тоа беше нели јавно пренесувано, се знаеше судењето, меѓутоа 98 рочишта за многу краток временски период. Значи судење со прекршување на сите права на одбрана, тоа јас ја имав и Вилма на подкаст, каже една работа што окей држи вода дека од апсење до судење имало 3-4 месеци одбраната имала право да се спрема, но серија на пресуди на судот во Страсбург кажуваат дека судење од по 12 часа е невозможно, а ако не и повеќе, плюс други беа од други градови па ги носеа, значи ти фактички живееш во судот. Идиотски однос кон одбраната, значи со свесен си дека кога ги избрка и казни 50 на адвокати и ми е многу кејф што колешката Зефич и сегашниот министер Панче Тошковски покренаа на уставен и добија дека имаат повреда. Нинослав се жалеше и не плати, а сите други тоа треба да си одговорат сами за себе зашто не се побуниле на таква една одлука, иако вербално надвор сите се бунеа, значи едно тотално погазување на одбраната и се гледаше дека треба да бидете осудени пред претседателските избори за да се мафта со пресудата, затоа што види, вие бевте сите притворски обезбедени. Во кој смисол дека мораше пред избори да се заврши судењето? Од твоја перспектива сакам да слушнам како изгледаше судењето. Вака викаш требаше да бидеме пресудени. Јас мислам дека ние веќе бевме пресудени уште. Во смисла требаше да се заврши предметот пред да бидат претседателските избори за да се мафта. За да се мафта, така. Значи судењето беа исцрпувачки и најтешко ни беше на нас 9 души кои бевме во притвор. Останатите беа кој домашен притвор, кој мерки предпазливост. И судењата некогаш трае и по 15 и 16 часа. Што не постои адвокат
што може да жив спреми човек што е одбрана. толку спремен да со тоа темпо И да ќе не се земе во 7 сабале ќе тргневме од притворот. Стигавме нели околу 9 саат, зашто имаме посебна рута која Ти беше во Куманово или во Шутка? во притвор во Шутка, во Шутка, сите бевме Сите, добро. во Шутка. Имаме посебна рута која воземе до нели како терористи Демек на многу нос, опасни. демек многу опасни. Ке во ослободување. И до судот стигнавме околу 9, еднаш кога завршиме во 11 и навечер ти зборам, во 11:40 со судење стигнавме во 1 и нешто во притворот стигнавме. И сабалето пак стануваме пак на судење, значи тоа беше исцрпувачки за нас. Таму не држеа, Кацарска беше забранила на нашите нели блиски да ни носат јадење од надвор, демек ќе не отруеле и ни Твоите дава роднини ќе те отру. замрзнато лепче ни дава со 2 саламчиња унатре на тие 15 часа судење, значи едно лепче замрзнато од Шутка ни носеа и со саламчиња 2 унатре кашкава мизерија, Да, значи да, беше многу мизерно тоа, но издржавме, сепак издржавме. Што да правиме? Го казни Кацарска Нинослав 4.500 евра, што не постои како Прво 500 го казне, после уште 4, зашто го кажа вие сте судејќи како адвокат на ѓаволот, така ли нешто. Добро, Нино знае да биде поексплозивен, меѓутоа знаеш некогаш и не треба да се го мочи, поздравиме нека ти треба да го поздравиме него и нека ти треба да се па и да се истрпи казна ако се смета дека тоа што кажаш дека е праведно. Кога сме кај Добрила Кацарска. Дали ова ќе се допадне што ќе го кажам или не, многу пати сум го кажал дека еден од најдобрите судии, зборам, има се да го трнеме Настанов што ги познавам. Многу години беше судија исклучително стручна и на крајот на својата кариера, за многу што е за жал, на крајот на својата судиска кариера, зборувам како судија во кривичен суд, таја реши да се па не е ни условно речено, реши да се продае на политиката и да го испорача тоа што го испорача. Беше очигледно наградена со председател на Уставен суд, што е супер атрактивна и посакувана позиција за секој судија. Ајде малку околу Добрила Кацарска и околу низиниот однос кон вас, правично судење, неправично судење. Јас би кажал, кајна со Куманова вика ти кравата дава млеко, па на крај го клоцне. Добре, да, тоа е позната изрека, не е само Куманова. И Кацарска, значи беше многу наклонета спрема Вилма. Тоа се гледаше и на рочиштата кога си шепка на уво, па се побунија нашите адвокати. Но не беа Како си шепка на уво. така пред да почне рочиште така. Вилма ќе отидеше на маса. Се координира. Се координира. И тука уште на почеток се гледаше дека мириса дека пред време сме ние пресудени, што и ние кажавме дека судејќи не мачете да не доведувате Да. нели секој ден овде на судење, кажете ни ги пресуди да се одиме. И така бидна. така и бидна. На крај не осудија нас 15-16 луѓе, мислам дека бевме ние, 200 и кусур години. 211 години, претходно ги осудија за обид за убиство Уште 90 и нешто. уште 90 нешто, околу 300 години затвор на 20 луѓе. Време турско. Време Турско не било така да се смееме, не е смешно. Твојата пресуда е 14 години. 14 Од која години. што ти излежа веќе 8. 7 ги излежав и веќе сум една Осма година требаш. на прекин, 8 година на прекин, бидејќи имам здравствени проблеми со Што е разбидливо од кичната, окава- и правев од окава. операција. И 9-та сега влегуваме за некој 20 дена влегуваме во 9-та година како лежи. Октомври ли беа апсињата тогаш? Не. Октомври беа обид за убиство за Зиедин села, нив ги уапсија во Први октомври. апси. Па во нас ноември, во при крај на ноември. ноември Да, го апси. 27. Така беше. Искрено да ти кажам, тогаш мене за еден од обвинетите ми звонеле, а мене телефонот во друга соба. И се тогаш како ние 2017 уште бевме релативно млади, тогаш сум имал, не 2018 беа апсињата, ако не се лажам. Може 2017 ноември, 2017. ние бевме се уште релативно млади на 30 на години, тоа е предизвик од аспект на адвокатот таков предмет да се работи. Не успеав значи да се исконтактирам па фатија друг адвокат, меѓутоа од сегашен па аспект и од начинот на кој што се водеше тоа судење со казни летање, со по цели денови, не сум толку несреќен што не бев дел од процесот. Казните варираа, најниска казна доби
господинот Нинџа. Нинџа од 7,5 години и варираат И до Абдолфета Алими. да, и Абдолфета Алими затоа што го спасувал села, види реално тој зашто го судеа, јас не знам. А меѓутоа кога самата жртва Зијадин Села кажуваше дека тој човек не ме нападнал и да не ме загрозил, да не беше он немаше да бидам жив. Дури поднесе поднесе гаранција, куќата сопствена му ја даваше под гаранција и тоа не беше прифатено, што се тоа кажува на драконскиот пристап на самата постапка, највисока казна доби Митко Чавков од 18 години, што значи дека тој не е ни на пола казна, се уште на тоа едва третина од казна. Обвинителот Вилма Русковска беше тука, едно нешто мора да се признае на Вилма, дека гајле, нема мува не лази, она беше тука и она вели дека јас беш кога ја прашав дали се плашиш од репрекусии, можеби да ти се покрене постапка, не знам, совест. Таа во очи ме гледаше тука и вели, Јанаки, мирно спијам, никаква пречка на сонот немам, затоа што сметам дека све што сум направила било законски и исправно. Па со кило узо се мирно спие, не? Ајде да не го тераме цело време на тоа на кило узо, можеби ракија пие, можеби не е само узо, меѓутоа ајде да видиме околу нејзиниот пристап. Сега работа на обвинителот му е да гони. Која е твојата забелешка наспрема нејзиното постапување? Таа единствена беше која се нафати да го застапува, нели, делото терористичко загрозување во тоа време. Она ја дава и квалификацијата, тоа треба да знае. Да. Она ја дава квалификацијата која ќе биде избор на самиот обвинител. Јас се согласувам, значи, дека треба, нели, јас сум сторил кривично дело, него тоа негирам, на 27 април сум сторил кривично дело и да одговарам, но да одговарам за тоа што сум го сторил. Сега внатре влегле 5.000 луѓе. Така е, да. Ако сум сторил и насилство нека ме стават, но терористичко загрозување на уставниот поредок и 14 години затвор. И 14 години затвор, ја мислам дека тоа не е, значи нема елементи да го издржи делото терористичко загрозување на уставниот поредок. Таа тврдеше дека немало никаква личен анимозитет према вас, дека си работела професионално и 2 минути подоцна дојдовме до тоа што го кажа, после тоа има парјавување од дело до судениве, дека она јавно си признава и тој реално него ни кажува прв пат дека имало ургенции по предметот од страна на поранешниот премиер Зоран Заев. Па ја мислам дека тоа не е во судска пракса, не е дозволиво да се меша, нели, извршната власт во судската власт. И да се консултира со премиерот како да се работи. Сепак е тоа мешање, нели, во без разлика дали кажувал да ги намали казните. Така е. Тука си во право, затоа што нејзиното оправдување беше викао тој бараше од мене да преквалификуваме на полесно, а таа не го направив тоа. Види, самата слобода да крене телефон, премиерот иде и се јави, укажува дека имале некој однос. Некој однос и дека и кажал да не ги зголеми казните. Ние не сме биле таму и исто така таа негираше дека ги знаела однапред казните, а тоа е тврдење на голем дел од осудените дека однапред и биле познати кои санкции ќе бидат, дека една ќе биде ослободителна за Дурловски, а други ќе бидат високи. Истото тоа го и она кажала на Боки 13, нели го беше кажала дека добро на Боки 13 или на некој друг дека ќе биде многу ударни казните, многу големи ќе бидат и се радувала многу. Дека се радувала? Па знам дека се радувала. И славеле во Дион после. Што збориш? Како што имам информација. Инаку една работа за да може публикава да свати и баналноста на делот од процесот е нешто што патем не постои во законот за кривична постапка. Е фактот да кога се обидуваат да преку бојкот адвокативе го изразат својот револт да се гази одбранава, си имаше кацарска донесено резервни адвокати, ако памтиш. Да, тука да се резервен адвокат кој што јас не го прифаќам да ми биде адвокат, бидејќи си имам избран адвокат, ајде да немам адвокат или не можам да си најмам адвокат во ред, јас имам избран резервен адвокат. Јас тогаш многу им замерив на дел од колегите
зашто уопште се нафаќаат, видите, имате интегритет. И еден колега навистина стана, рече, сакам мене да ме трнете од тука, јас не, ќе те казнам ако јас сум те поставил. Јас не сакам да бидам, не можеш ти на сила мене да ме натераш, да бидам адвокат по службена должност, значи тоа исто така треба да се изучува, а резервен адвокат во ниту една друга постапка во мои 16 години, еве не се судам 16, се судам 14 години, не сум сретнал да имам резервен адвокат. Кај вас имаше и за Нино имаше резерват адвокат? За сите? Да, што ние него прифаќаме сега, да. Нели, не сме го ангажирале него, Кацарска вика, нема адвокатите ваши, нели, бойкот прават, еве, јас ќе ви дадам адвокат. Ради реда да се и да клати со главата, да. Дека мора да има адвокат по закон. Така приговорите на нашите адвокати не беа прифаќани никогаш. Значи тоа е заведено во судски записници кои ние ги поседуваме, нели ги имаме тие судски записници и сето стои дека приговорот се одбива, а на Вилма се прифаќа. Имаше еден момент исто Захарije Симовски, еден тој Кодошот, за пиштолот кажува дека носел во десниот джеп, посегнал по него, но него употребил и тој го амнестира. Да. Се благодарение. И тогаш мислам дека мислење за амнестија, кој да добие амнестија, даваше обвинителство. Обвинителство Вилма Русковска даваше. Кога сме тука кај амнестијата, сакам да се задржиме. Значи, внимај, тука се толку лупинзи направени за да се обезбедат овие тројца пратеници. Се иде сега вели ке се даде амнистија на оние што имале ненасилни акти. Примерот што ти го кажа е прв пример на човек што бил насилен, односно што носи пиштол по собствено признание. И фантомка и добива амнестија. Втора работа. Амнестија се носи по сила на закон, нема што да се дава на мислење во обвинителство или дали ти го прифаќаш или не. Значи има еден како се викаше, го заборив, се смета за политички татко на Учека, Адем Демачи. Адем Демачи 90-та година се носи у бивша Југославија закон за амнестија, Адем Демачи вика ќе се врзам, сакам да долежам, нема, ќе лежам. Не, значи насила го вадат од келија, сакам да ти кажам, не постои не прифаќам или прифаќам амнестија. Значи они добиваат амнестија. И особено не кога оди по сила на закон нема што судот за тоа да одлучува дали се прифаќа или не се прифаќа, се носи амнестија и тоа е тоа. Така е таму. И тоа што истото ти го кажа, ние не бевме осудени, нас ни даваат амнестија на незавршена постапка, треба да има аболиција директива од председателот, меѓутоа таму уште да беше напишано за кои со име и со презиме се дава амнестијата за да може да се. По тука можеме да заклучиме нели дека пред време биле напишани пресудите и сме биле пресудени пред време. Побара ли ти амнестија? Тогаш да. И што ти викаат не било? Не бива. Има насилство. Вилма даде негативно мислење? Негативно мислење за мене, да. Човек кој што тогаш многу стекна мојата почит, верувам дека и тоа кај тебе така, Игор Дурловски, мислам, стварно настапи многу, треба многу храброст да имаш да се соочуваш со 15 години затвор, ја на никој што побарал амнестија не му замерувам, затоа што гледа судењево на каде оди, меѓутоа стварно имаше многу храброст. Па ние натур притвор и немаме многу прилика да бидеме запознаени со случувањата што се случува. Туку ни беше кажано... И он беше во притвор? И Дурло беше во притвор? Да. Машки до крај издржа. Дурло е... Нема збор, мислам капа доле за... Да. За настапот, како настапи и на крај доби, само тој доби ослободителна. Искрено немаше ништо направено, тој... Влези и пееш. Вилма проба врз база на Курто Дудуш на изјавата да довери доверба на неговата изјава, да ме го видел во прес-сала. Ама што е тоа го видел, ја можам да влезам и да седам и ништо не правам и тоа е прекашувал. Да ме кажувал на некој да го тепа. Ги насочувал него да го тепаат. Курто Дудуш, ама Курто Дудуш бил спремен, знаеш. Физички спремен, да. Да, мислам да го гледав тоа, мислам дека кај Ландов го кажуваш. Ти тврдиш дека и сите вие тврдите тоа е факт дека политиката земала односно дека имала голема улога во вашето, ако не и клучна во вашето осудување. Гледаш дека на претходната владачка гарнитура не и фали влакно, ништо, никој не дека се уживаат по Дубај и по слично. Какво ти размислувањето ме интересира за тие луѓе? Оставате на Господ. Што време покажа, тие сила покажа, помогнати.
дека помогнати од странските служби и амбасади Добро. во Република Македонија и едноставно го заплашија народот за да ги постигнат тие цели кои ги беа одредени од странските служби, Промена на име? Промена на име, донасење на двојазичност, што ден денеска гледаме, еве, да земеме пример за оној Мартин Костовски што беше кандидат од СДСМ за градоначелник, го подпиша указот за двојазичност, ден денеска без указ од председателот. Без указ од председателот, ден денеска не одговара. Тука заклучуваме дека поголемите риби ги јадат помалите риби и тоа е тоа. Покажа едноставно, демонстрира сила на народот и тој народ што излегуваше против промена на името беше се пасивизираше. Малку бројан и така да има теза дека казните биле намерно толку високи за да се обесхрабри во следниот период да се протестира против тие промени на име или закон за двојазичност и така натаму. Дека тоа е целта. Знаеш, јас сум сепак оптимист и мислам дека кога сакаш да створиш таков ефект како они што пробаа, направија контраефект, што гледам кај многу млади луѓе дека се роди патриотизмот многу на повисоко ниво бидна патриотизмот. Така да мислам дека контраефект направија со тоа. Значи не го уништија македонецот, него туку го засилија. Го засилија. Се жалевте, апелација ве одби, се жалевте на Врховен и од таму ве одбија. Потврдено таму. Постапката кај нас е завршена, Страсбур е долга приказна, како понатаму. Сега. Имаше обид моја страна и од страната на Пешевски да поднесеме предлог закон за амнестија и ова можеш слободно како критика од моја страна да си го прифатиш, дека тогаш само ти се јави против, памтиш сигурно имавме пар преписки дека ти ми пиша тоа што е окей, дека јас сакам да не бидам опфатен со амнестија. И дека не сакам, сакам да ми се повтори постапката, но погреши ли од сегашна гледна точка да можеби ако тогаш поминеше, мада види математиките, ние се надевавме на советски дел од претениците од СДСМ, зашто математиката беше таа, не можеше да се обезбеди мнозинство, мада дел од тогашните сателити ВМРО Народна демократски сојуз гласаа за законот, меѓутоа не во доволна мера. Погреши ли тоа што застана контра таа иницијатива? Не, јас ден денеска стојам на тоа дека не сакам амнестија, бидејќи го со амнестија јас мислам дека за секогаш ќе ми стои дека сум јас амнестиран, односно сум го признал делот терористичко загрозување на уставниот поредок и сум барал амнестија. А помилување, нели другше се толкува, така за разлика од амнестија. И поради тоа и ден денеска стојам на тоа. Пред некое време на 13 октомври јас поднесов ајде малку околу тоа. Барање поднесов до на која дата? 13.10.2025 година. Што се поднесе? Поднесов барање за повторување на кривичната постапка. Добро. Врз исказот кој го даде тогашниот судија Поротник, мислам дека е доволен доказ за да се повтори постапката. Корелација со исказите на Вилма дека била на дослух со премиерот. Да. Врз база на тие две изјави ги поднесо како доказ за да ја повторат, се извинувам. Да ја повторат постапката. И се уште немаме одговор. Се уште е тоа многу рано, значи од таму ќе оди на мислење во обвинителството, па ќе се врати, па ќе се разгледаат доказите, малку е рано, па кривичен совет ќе значи во 25-та нема да има сигурно одлука, ова ти зборам реално гледано. А вие се надевате на позитивен исход. Само ти имаш поднесено од 20 Мислам дека само јас сега. Добро. Другото што гледам, опфати мене, мислам дека ги опфати. Не ги опфати, има таму бенефиција на здружување, ќе ги опфати сите. Имаме и поднесено и предлог за подигање на барање за заштита на законитоста против првостепена во обвинителство.
Но Тоа е до републичкото обвинителство. Да. Кога е тоа поднесено? Исто на 13. Исто и таму е. И таму исто е. Малку рано и го гледам, еве мора да те прашам, логото на политичка партија Единствена Македонија. На барањето за заштита на законитост, не на повторувањето. Така, Тоа преку партијава е пуштено. да, зашто ова мора да го лично јас поднесам. така. Ова преку партијата, јас влегов во политичката партија Единствена Македонија се со една цел и тоа го кажав. Брзо од таза. Па во август некаде. Добро. Влегов Со се цел? со една цел, зашто никој не ни дава одговори на прашањето до кај сме со нашите случаи, нели, Да. не ни дава одговори и се решив да отидам во Единствена Македонија и преку Единствена Македонија да действувам да барам, нели, наше ослободување. Од таму имате поддршка? Да. Добро. Сам кажа дека пред, нели малку зборнавме пред да почнеме да се снимаме, дека имате поднесено 4 жртви, еве сега да речеме дека не се сите директни, меѓутоа 2 се индиректни, 2 директни жртви, односно 3 се директни. 3 се директни, една индиректна. Значи, Ај малку да почнеме, кој е индиректна жртва на 20.000? значи слава ги на сите. Така е. Лесна ги земја. Лесна ги земја. Прва жртва беше Шилјо, име не ми текнува Добро. во моментот, го теретаа демек влегол во собрание и ги поставил облепени плински боци со петарди, поставил И некоја снимка да имаше од така. собрание. Тој беше издвоена постапка. Значи 5 квалификации имаше за 27, што не е, нели, правно издржано. И тој погина во сообраќајна несреќа во 2018 или 19 година. Не беше притвор? Беше во притвор 11 месеци, па го пуштија мерки предпазливо, се направи сообраќајка и 5 души погина, цела фамилија во Драчево, удрија во ѓубреџиски камион. Така. Таа година. После подоцна Стојан Павловски, мислам дека беше, викнен Кобра, тој беше осуден за зиеден села. Човекот од обид за убиство му го приначија делото во насилство. Во насилство. И 3 години така, го и 3 години го судија, пошто излезе, нели, надвор и го претепа до смрт, го претепа, кој беше после тоа, онма после претепувањето 2 месеци во кома во болница, па го испушти од болница и дома беше уште месец дена со цевче Вегетативен, да. јада. И тој исто почина од ќотек. Значи, Одговараше некој за тоа? Никој нема одговарано за тоа. Значи, Која година? мислам дека 2021 беше, сега не ме држи точно за... Не ми текнува точно. Трета жртва е Игор Јук, Така. кој од нервоза... Баш нели, така. Нервозата си го направи своето мавна тамо кога, нели, не очекуваш, кога мислиш може... Он имаше статус, извини што те прекинувам, пред вечерта пред да почине, дека сигурно си го прочитал дека не сакам сум живеел некој друг живот кога сум бил помлад, во смисла бил и Ќе го понасилен. облечам другото. Ќе облечам другото дело, гледам уште убаво ми стои, па да е добро и се барето починува. Јас кога разговарав со Горан Ангелов, баш Горан тоа го збореше, вика ја вика сум знаеш погласен, побунтовен, поратоборен. Игор вика не беше таков, он у себе собираше и вика а тоа е најлошо у принцип, у себе да се вика и се нервираше цело време, вика со многу малце, вика не беше толку комуникативен кон мене, меѓутоа многу се нервираше у себе, собираше и на крај фактички од срце фудар и он починува, ако не се лажам. Од срце фудар, да. Но кога татко у принцип им беше на многу мина затоа што беше постар во години, да. Така, И доживеа од кога доши да биде и сниман во затвор, ако не се сеќаваш, па таа снимка да се користи после да се знаеш зашто зборам, да, од некој со кој што делиш леп во затвор да те снима и да те кодеш. За жало тие ние страдаме. Тој човек малта не излежа затвор, са реално да зборим. Нешто дека е на слобода. Лежи сега сигурно на слобода, лежеше притвор. Не живе од мирот нема побава работа. Ти можеш да се шеташ мирно и слободно сега. Тој човек се вози со со безбедување, ниту со блиндирана кола, не. Тој човек се вози и со блиндирана кола и со безбедување, сега која му е убавината во животот, тоа не сум сигурен. И искрено и мене четврта жртва, еве Бог да го прости, сочувство до семејството Георгиевски пред 2-3 дена. Така. Исто
почина Кире Ѓорѓиевски. Во Штип беше он, Во Штип, во затвор. Колку осудија него? Тој беше 13 години така. Осуден за обид за убиство на село. село. И мислам дека и кај него нервозата си го направи своето исто, и мене имам исто страф од тоа да не стигне и до мене, сваќаш колку жртви треба веќе да дадеме ние, колку сме осудени, 20 луѓе од прилика сме осудени. Да, една петина отида. За ова една петина веќе отиде и ме фаќа страф. Се ми иде во глава, мислам да не ме отрујат во затвор, од кај да знам, служби, мужби, тоа ја не знам, не сум бил под такви работи, но сега гледам во последниве години како од здравствени причини дека се е можно во нели тие служби, така, значи се може да направат. Со глеса околу Кире, дадена е наредба за обдукција, ќе се утврди, ние можеме да шпекулираме дали е срцев удар или не, меѓутоа ја со него имав одредена комуникација, он ми пишуваше и баш онака се нервираше цело време. Вика не можам да издржам, ќе пукнам тоа и на крај за жал тоа му се случи и да се надеваме дека ќе биде последна жртва. Јас многу пати сум говорил, не сум тука за да си правам лице, го осудувам упадот. Дали тоа тебе ќе се допадне или не, апсолутно, го осудувам и упадот и насилството истореното, меѓутоа од начинот на кој што се водеше состојанието до висината на казните има проблем. Ти си моментално на прекин на издржување на казна? На прекин на казна сум. Колку време? 9... Ако не можеш да збориш за тоа, ќе разбереме. Не е проблем. Јас имам проблеми со кичмата, ја повредив при дигање на предмети, ми треба вежби, идам на физикална терапија, која ми пуштат струја. И така да мора да се лекувам, нема такви услови да се лекувам во затворот и поради тоа сум надвор на прекин на казна. Да сумираме, очекуваш да ти се прифатат барањето за повторување на постапката? Очекувам, да. Дали за условен отпуст имаш поднесено? Имам поднесено, одговор немам. Имам поднесено при крај на мај или јуни почеток. Што прилично доволен период. Да, се одлучи од тоа, но да се надеваме дека до нова година и тоа ќе се регулира. Јас ви посакувам прво да останете во добро здравје и физичко и ментално, не е лесно, значи условите во затвор тоа можеме само да шпекулираме од надвор. Многу под ниво. Секакво ниво, значи тоа го зборев и со Ниџе ми беше тука гостина и тој ми нели се познавам со него одамна и тој ми вика јанаки без да влезеш џабе ќе објаснуваме. Са кој не бил, јас сум бил во дел од затворите, значи тоа е под секој човеково достоинство и затоа ви посакувам прво да останете во добро физичко и ментално здравје, а понатаму да имате и успех во постапките. Ти благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас, поздрав до сите гледачи.